Добро вечер, Берово. Добро вечер за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН овде од Берово. Добро вечер за Унијата на жени на ВМРО ДПМН овде од Берово. Добро вечер за оние кои што се наша инспирација, луѓето на кои што им го должиме ВМРО ДПМН и Македонија, тоа се основачите и ветераните на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер за Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овде во Берово. И да ги редиме сите Русиново, Владимирово, Митрашинци, Будинарци и сите останати кои што се вечера овдека со нас. Добро вечер и добре ни дојдовте заеднички да го поздравиме идниот председател на Република Македонија, а тоа е професорката Гордана Силјановска-Давкова. Изминавме многу градови, изминавме многу села, изминавме помали, поголеми места, рурални и урбани средини. Стегнавме илјадници раце, со илјадници наши сограѓани, очи во очи се погледавме, разговаравме не само за време на оваа председателска кампања, туку и месеците претходно. Она кое што денеска силно се говори на улиците, на плоштадите, во домовите во Република Македонија, е тоа што иден председател на Република Македонија ќе биде жена, односно ќе биде Гордана Силјановска-Давкова. И тоа е веќе јасно. Само нас ни е потребна голема победа. Нас ни е потребно големо обединување на 21. април, а потоа и на 5. мај. Сите да застанеме и да се обединиме околу правдата и правдината и да ја победиме сета онаа неправда која што денеска е секојдневие во Република Македонија. Затоа ни е потребно, браќа и сестри, добри луѓе, беровци и беровчанки. Затоа ни е потребна ова рекордна победа, за да можеме овие политички измамници, кои што се денес власт во Република Македонија, овие од врхушката на СДСМ предводени од Зоран Заев, да ги пратиме во политичка историја, да ги пратиме тие луѓе на темната страна на историјата. Тие се тие. Чим вие така викате во ред, господине, да ве поздравам. Ке дојде време, ке видиме. Да ве поздравам само. Поздрав голем до вас. Ке дојде денот. Ке дојде денот. Не, сопрете ги да. Ке дојде денот кога повторно ке излеземе и ке се најдеме овдека на булеварите, на улиците. И ке разговараме за реалната, вистинската ситуација во Република Македонија. Ке разговараме за вистината во Република Македонија. А вистината е јасна. Вистината е дека Зоран Заев и СДСМ ќе бидат после овие председателски избори минато во Република Македонија. Минато кое што никогаш повторно нема да се случи и нема да се повтори. Зошто го говорам ова? Ова го говорам затоа што граѓаните на Република Македонија, без разлика на нивната етничка припадност, без разлика дали се македонци, дали се албанци, дали се турци, срби, власи, бошњаци, без исклучок, сите споделуваат иста мака. Сите тие денеска ги критикуваат лагите, неисполнетите ветувања, нереализираните очекувања кои што Зоран Заев и СДСМ на претходните предвремени парламентарни избори и на претходните локални избори ги испорачаа во Република Македонија. А што донесоа? Ветуваа живот дека ќе донесат. Донесоа пекол. Затоа
ни е потребна победа на овие претседателски избори, голема, за да можеме еднаш за секогаш да го растераме овој дамаклов меч кој што надвиснал на нашата татковина. Да го поразиме деспотот заедно со неговиот деспотски избран кандидат. Ке ве подсетам, пред 3 дена во Скопје требаше да има еден народен митинг, кога наши сограѓани требаше да го поддржат избраникот на Зоран Заев, Пендаровски Стево. И таму овој Зоран Заев, истиот овој Зоран Заев, велеше дека овие 2 години го зајакнал идентитетот. Дека не само што го зајакнал, туку и придодал арматура во таа цврстина на идентитетот. А истиот тој Зоран Заев през зградата која што треба да го символизира идентитетот, се срамеше да слуште дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правди. Истиот тој Зоран Заев, тој политички измамник. Исто така, тој човек се срамеше, се препелкаше да каже на кој јазик зборуваат жителите на Северна Грција, а е различен од грчкиот. Се срамеше да каже дека тоа се македонци кои што говорат македонски јазик, пеат македонски песни и играат македонски ора. Истиот тој Зоран Заев ке шета по улиците низ Македонија и ке бара поддршка, велејки дека ке сме оделе напред, ке сме чекореле напред кон Европа. Ама како? Со вреки полни украдени пари. Во Европа не се оди по принципот на Мирчо свинјарникот, евро за вицето и евро за црквата. Такви во Европа не сакат. Во Европа не се оди по принципот живи луѓе ќе јадеме. Таму не постојат такви квалификации. Во Европа не се оди со издиктирани обвиненија и нарачени судски пресуди. Во Европа не се оди со политичари кои што затвараат ски стази за да може со другарчињата да се санкаат. Во Европа се оди со реформи, со богати граѓани и со богата држава. Се она кое што денеска не е Република Македонија. Затоа, нас ни е потребна обединетост, сплотеност на овие претседателски избори, а потоа, веднаш после претседателските избори, да ги поразиме на предвремените парламентарни избори на кои што ВМРО ДПМН ќе излезе со програма невидена досега. Програма која што ќе понуди решенија за најголемиот проблем кај сите граѓани. А тоа е како да дојдеме до поквалитетен живот. Не велам дека ќе решиме се, не верам дека ќе решиме 100% од проблемите на нашите сограѓани. Тоа е невозможно. Тоа е невозможно и не може да се случи. Но ветувам дека ќе работиме макотрпно и ќе нема да гледате повеќе политичари кои што газат дебели црвени килими на балови, туку ќе гледате политичари кои што заедно со народот катадневно, секојдневно, макотрпно, крваво работат за да ја развијат Македонија. И затоа ве замолувам за поддршка, за да можеме заеднички од пепел да ја градиме Македонија. Од онаа пепел која што овие политички измамници ќе ни остават. А потоа, за сиот криминал, за сета неправда, за сето понижување и за сето она рушење на националното достоинство и гордост, јас ви ветувам, од прв до последен има да одговараат. Од прв до последен. И потоа, не ни треба
кругче со Бентлито на Трајче или со Мајбахот и Мерцедесот. Нас ни треба секоја едно ново работно место. Нема луѓето да напредуваат затоа што се седми братучеди на Мира Дизел. Туку ќе напредуваат по принципот на компетенции и знаење. Мора правдата која што ја носиме во Македонија да ја победи оваа неправда, браќа и сестри. Мора оваа неправда да ја пратиме во минатото. Лесно е денеска да ветуваш само колку да се догребаш до фотелја и за пусти пари. Но потоа треба тоа што ќе го ветиш и да го исполниш. Овие политички измамници, кога беа опозиција, ќе ве потсетам што ветуваа на истите овие плоштади и на истите овие улици. Ветуваа кога беа опозиција за гарантиран откуп, повисоки субвенции, ветуваа поддршка за земјоделците. Денеска какво е секојдневието? Наму во Ресен ги сечат дрвата затоа што 1 денар 1 килограм јаболка и за 1 денар нема кој да ги откупи. Затоа што се полни амбарите во Кочани со ориз, затоа што нема кој да го откупи тој ориз. Исто беше и овде во Малешевијата и Пијанец со сливите. Па денеска го гледам, оној министер долетал од Дубај со нови патики, па кажува како ќе имало повеќе субвенции за гарантиран откуп. Се разбира, неколкумина слуги негови околу него седнали и му климаат со глава. Да, така е, мојка. Не е честно кога сте опозиција за таа пуста фотелја и тие пусти пари да ветувате, да го лажете сопствениот народ, а потоа кога ќе треба тоа да го испорачате, никаде да ве нема. Никаде да ве нема. Па замислете, вчера, откако слета со новите патеки дотера на Дубај, му текна дека треба нешто да сработи, па на тутунопроизводителите им исплати субвенции. Па излезе и се фали, замислете, на 3-4 дена пред избори. И они очекуваа дека ние ќе ги критикуваме. Не само што нема да ве критикуваме, господа од бандата, врхушката на СДСМ, туку напротив, ќе ве охрабриме да го исплатите трудот на земјоделците. Да го исплатите трудот, ако се избори. Ако се избори. Само нас не боли, не пече, што мислите дека на тој начин ќе тргувате со гласот на земјоделецот. Што мислите дека на тој начин земјоделецот ќе ви ја даде довербата. Не само што нема да ви ја даде довербата, туку на 21. април ќе ви покаже каде ви е местото на темната страна на историјата со невиден до сега пораз. Го подценивте и го навредивте честниот и честит македонски земјоделец. Нема да падне на тие ваши неправди. Напротив, земјоделците во Македонија знаат дека доаѓа правдата за да ја победи неправдата која што вие секојдневно ја ширите во Македонија. Неправда е кога како опозиционер се колнете во жицата, во татковината, во дедовината, дека ќе го заштитите идентитетот, а прва работа, кога ќе дојдете до фотелја, наместо тоа да го потврдите, вие правите сосема спротивно. И единствена работа која што сега ја направиле токму тоа, го продадоа идентитетот. Неправда е кога ќе ги редите сите оние чевли таму пред владата, символизирајќи дека луѓето се одселиле од Македонија. Денеска кога сте власт, никој не видов да дојде да ги обуе тие чевли повторно. Туку напротив, само за една година имаме непотврден податок дека повеќе од 100.000 наши сограѓани ја напуштиле Македонија и не се вратиле. Само за една година. Неправда е кога ги лажевте луѓето дека ќе им вратите ДДВ 15%. Каде е тоа ДДВ денеска? Неправда е кога велевте дека ќе го реновирате здравството, болниците, клиниките, 100.000 денари
просек плата за докторите, а денеска планирате да тргувате со амбулантите и со болниците, повторно за пусти пари. А нашите доктори ги полнат клиниките по Европа, Соединетите Американски држави и Австралија. Неправда е кога сте опозиција и кога ветувате дека ќе направите 600 километри автопат, а автопатот кон Источна Македонија, кој што беше 90% готов, ви требаа 2 години и уште не сте способни да го пуштите. Ја ги разбирам. Сите оние слуги, поданици на врхушката на СДСМ, тие мислат дека за личен, краток интерес ги решиле собствените проблеми. Тие не се кадарни да гледаат на долги патеки. Не се тие способни со структурни реформи да ја развиваат Македонија. Тоа се себични луѓе. И такви ќе останат. Но ние сме заедно со народот и ќе продолжиме да работиме заедно со народот. ВМРО-ДПМН е народна партија и како таква треба да остане. Секогаш кога ВМРО-ДПМН се одвоила од народот, била жестоко казнета од народот. Затоа нашето место е меѓу вас и мора да остане ВМРО-ДПМН меѓу народот. И никако поинако. Сакам да се обратам до сите оние вработени во јавната администрација, до сите оние кои што се вработени во локалната администрација. Да ве замолам. Знам, свесен сум дека се жестоки притисоците на овие властодржци, слуги на врхушката на СДСМ, уцените, заканите, знам дека се тие жестоки. Но ве молам да се обединиме околу професорката Гордана Силјановска-Давкова, околу инниот председател, затоа што деспотот е готов, на колена е, не дели се во прашање до следните предвремени парламентарни избори. А после тоа се знае, пред законите секој еднаков. Сакам да се обратам и до земјоделците, чија што рака секогаш силно ја стегам и ја имаат мојата најголема почит. Да ве замолам, свесен сум, знам, дека и вас ви прават притисок за субвенции, за друг вид помош. Знам дека е така. Но ајде заедно да застанеме до професорката Гордана Силјановска-Давкова, да се обединиме, да ја поддржиме идниот председател на Републиката, да отвориме пат до предвремени парламентарни избори, на кои нова, честита народна влада ќе понуди јасна визија и структурни реформи за повисоки пензии. Сакам да се обратам и до сите оние честити луѓе, граѓани. Доаѓа денот кога мора да се избориме за нашата Македонија. За нашата вистинската Македонија. Тој ден, браќа и сестри, добри луѓе, е 21 април, а потоа 5 мај. Ве молам, свесен сум дека и во минатото и ВМРО-ДПМН е во делот од своите политики имало некакви грешки. И подготвен сум, како човек кој ја предводи оваа трета генерација во партијата, да ги прифатам тие грешки на себе, да побарам прошка и да се извинам. И немам никаков проблем со тоа. Но истовремено, знам дека се направени многу добри работи. Ајде заедно да ги коригираме грешките, да ги прошириме, надградиме овие добри работи и да понудиме новитети кои што вистински ќе ја направат Македонија европска држава, а не како што овие политички измамници од врхушката на СДСМ се обидуваат да не уведат. Тоа не е онаа Македонија каква што ние ја сакаме. Нашата Македонија е со исправена гордо крената глава, со исправена кичма, без вакви политички измамници и профитери. Туку достоинствена држава
која што ќе понуди шанса за секој еден граѓанин. Држава каде што ќе биде почитувана насекаде, каде што ќе има вистински пријатели, кои што ќе ја почитуваат затоа што е држава во која што ќе живеат среќни и богати луѓе. Ајде, заедно сите да се обединиме во најголемата политичка коалиција, да го победиме ова зло кое што е денес секојдневие во Македонија. Да застанеме сите еден до друг, рамо до рамо, грб до грб, да се обединиме и да победиме на овие председателски избори, а потоа заедно и на предвремените парламентарни избори. Професорката Гордана Силјановска-Давкова, како врвен професор на правниот факултет, има јасна визија и тим како во Македонија да го врати владењето на правото и правната држава. Тоа се двата основни елемента кои што денеска во Македонија никаде ги нема. Со владење на правото и правната држава, ние денеска ќе имаме повеќе инвестиции, и домашни и странски. Ќе има ново отворени работни места, децата дома да ни се вратат. Ќе има повеќе пари во буџетот и за субвенции, и за пензии на пензионерите, чии што пензии им ги скратија од 1. април оваа година. Ќе има повеќе пари и за реновирани болници, и за реновирани градинки и училишта. Но пред се, потребна ни е јасна визија, реформи во судството и обвинителството и враќање на владењето на правото и правната држава. Тоа е основен предуслов за да сето ова го имаме. Професорката Силјановска тоа го гарантира. Со сито свое знаење и со сето свое минато, како во Македонија, така и надвор. Затоа ги повикувам и студентите. Оние студенти кои што ја избра професорката Гордана Силјановска-Давкова за најинспиративен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Студентите кои што сами ја избра, а не ние. Затоа што никогаш не го штедела своето знаење да го пренесе до истите. Затоа, ајде сите заедно, добри луѓе, браќи и сестри, да се обединиме околу Гордана и да победиме на 21. април, а потоа и на 5. мај. Затоа што во оваа борба нема да победат тие кои што се помоќни и тие кои што се побројни, туку тие кои што се храбри да ја водат оваа борба и тие кои што се мотивирани. А денеска, како и на многу места во Македонија, во многу градови, јас гледам токму такви луѓе, храбри и мотивирани, подготвени да победат на 21. април, а потоа и на 5. мај. Пред зората е најтемно, но доаѓа изгрева зората на слободата и носи правда во Македонија. Да сте ми здрави и живи, да ни е здрава, жива и вековита Република Македонија, да ни е вековито ВМРО ДПМН, Берово, полно со среќни и весели луѓе. Ви благодарам.